Благодарам. Ова може би е прв пат откако сум пратеничка и членка на клубот на пратенички, Комисијата за еднакви можности, да ние како жени не можеме да се разбереме и да не можеме да се усогласиме и е поразително за нас како клуб на пратенички. Малку бевте контрадикторна, почитувана колешке. Ке почнам од крајот ваш. Во програмата ова би било. 6 години сте на власт. Ништо од тоа. 6. И пак ќе повторам. Завчера или вчера ја читам Сања Лукаревска, подпредседателка на СДСМ, која што вели кратење на листата на производи со повластена стапка. И затоа го прашав заменикот министер. Значи, како што велите вие, утопија е вакви закони да предлагаме, така ли? И се барате начин, давовме пауза, пола ден збориме за ова. Баравме пауза, не најдовме начин. Ова било утопија, не е утопија. Самата знаеш дека ова не е утопија. Ајде, ако ние, еве, сме го грешиле решението, амандманот предложете вие. Значи, како да ви кажам, значи, контрадикторна сте. Ние сме погрешиле, нашето решение не било ефективно и ефикасно, предложете вие решение. Закон велите, да го кажеш уште на мојот говор, закон дека треба. Хајде, не мора да чекаме од владата. Се собираме денеска, правиме закон, утре го носиме. Закон поднесуваат и пратеници, така? Го изменуваме член 30 од законот за додадена вредност, го гласаме, утре го имаме законското решение, еве ви предлог, еве ви мерка, а што се однесува пак до мерките од новинари за човекови права, бидејќи пред малку нема време да ви прочитам, еве конкретна мерка за економските мерки за справување со сиромаштијата, која што може да ги направи владата. Иницијатива за предлог закон за субвенционирање на пакети за менструално здравје на ученички кои се во репродуктивен период. И овој пакет би содржал 2 пакетчиња влошки и таблети за справување со менструални болки и така натаму. Значи, ова предлог идеја може да ја преточиме во законско решение, што ќе каже дека сите алатки се во наши раце, не во рацете на владата. Не ме интересираат нивните ставки. Не ме интересираат нивните приходни и расходни страни. Мене ме интересира и верувам дека и вас, ама со вашето однесување очигледно не. Мене ме интересира ова решение законско и овој амандман да биде изгласан и владата да има сенс дека од овие производи за менструални производи треба да бидат намалени од 18 на 5%. И тука дебатата треба да заврши. Законот уште утре може да го донесеме. Дури и оваа иницијатива е добра од новинари за човекови права. Исто така да преточиме во законско решение и јас не знам тука каде е проблемот. Ако ние како пратеничка група не сме предложиле добро амандманско решение, еве ви, предложете вие, ние сме тука да прифатиме. Благодарам.